Сведоците за пожарот во Пулско и неоправдано не доаѓаат на судење ќе бидат донесени со полиција. Обвинителството на денешното рочиште објасни дека некои од сведоците не можат да ги контактираат, па побараа судот да им испрати покани за распит. Сведоците кои одбиваат да се појават на судењето според јавниот обвинител тврделе дека се уште имаат здравствени проблеми, а дел психички трауми па не сакале да зборуваат за кобната ноќ од 16 март. Сведоците кои со лекарска документација ќе потврдат дека не се во состојба да дојдат во судница нема да сведочат, а нивните искази дадени пред јавен обвинител во текот на истрагата ќе бидат прочитани, појасни судијката Дијана Груевска-Илиевска. Предходно нивните имиња од листата на сведоци ги повлече обвинителството, но со тоа не се согласи одбраната, па сега обврска да ги обезбеди има судот. Треба да сведочат лица кои ноќта биле во дискотеката, но и вработени во општината. Недостапен сведок имаше и денеска. Беа повикани двајца, а сведочеше само таткото на починатиот Александар Карадаковски. За него рече дека бил близок пријател со синот на Дејан Јованов и управител на фирмата МММ кафе. Работел како шанкер, но не во дискотеката, туку во кафичот во центарот на Кочани. Се изненадив и го прашував зошто е управител. Александар ми рече дека Деко го замолил за да не му пропадне лиценцата. Деко за неколку месеци ќе средел и син ми прифатил, изјави во судницата Карадаковски. Судењето продолжува во четврток. Обвинителството најави дека обезбедило 5 сведоци. Зоран Јаневски, Сител телевизија.